Владата ќе им ги продолжи договорите за закуп на земја на земјоделците од Свети Николско. Одлучено е на владина седница. Продолжувањето на посочените договори доаѓа во пресрет на периодот за поднесување на барањата за финансиска поддршка од мерките за директни плаќања. И со склучувањето на новите договори, земјоделците ќе го имаат регулирано корисничкото право на земјоделско земјиште во државна сопственост. Стои во владината информација. Владината одлука е добра вест за земјоделците. Одлуката е супер, донесена, ќе се продолжат договорите, почнено више. И покрај добрата вест за земјоделците, продолжувањето на договорите е дополнителен финансиски проблем. Сега се бришени тие договори и се почиња се наново, со нови лаборати, по секој договор посебно. Катастарот, плаќањето е нивното зголемување на 300%. Трошковите се многу зголемени. Сепак со ова се решава проблемот на 88 земјоделци. Моментално се овие 83 договора, но сега у мај излеват и другите договори тие што ги имamo. Еден земјоделец може да има по 5 договора, по 5 капе бројки например. И неизводливо и неиздржливо е тие. Проблемот со истечените договори земјоделците ги натера на протести, а на нивен повик во Свети Николе дојде министерот за земјоделие Љупчо Николовски и сегашниот дополнителен заменик министер на земјоделие Цветан Трипуновски.